Стара мудрост е дека некој човек е среќен ако оди со кејф на работа, значи ногите сами ако му одат, ова малку парафразирам, но со цел да го представам денешниот гостин во подкастот Зошто Јане Стефанов, претседател на Аероклуб Скопје. Затоа што мислам дека Јане е среќен со тоа што го работи. Добар ден, Стефанов. Среќен ли си? Најсреќен на светот. Многу убаво е кога ќе направиш хобито да ти стане занимање. Јас 100 години работев на други места и пред 5 години решив да се посветам на аероклубот и неминовно кога ќе се посвети 100% на било која работа да успее. И во моментов тоа што секогаш сум го сакал во животот, авиацијата, падобранството, летањето, сега ми е реалност секојдневна и со задоволство си одам на нашата ливада да ја нарекувам, аеродромот Спортски Стенковец, и таму го поминувам моето време, како професионално, така и приватно. Да, ова моја импресија ја стекнав од твоите постови по социјалните мрежи, како со авиончињата сликате, па запрашувате, па скокаш од падобран. Но ајде на почеток да објасниме која е вашата работна задача, вашата мисија на Аероклубот Скопје. Основната мисија на Аероклубот е развој на воздухопловството. Тоест да воздухопловството го донесеме поблиску до луѓето. Значи повеќе млади луѓе да почнат да се занимаваат со било кој од воздухопловните спортови. Аероклубот постои 101 година веќе и секогаш таа мисија била популаризација на овие дејности. Од аероклубот излегле многу пилоти професионални што подоцна станале професионални пилоти, дури и во моментов во компанијата Визер што лета на овие простори, имаме преку 10 пилоти кои излегле од нашиот клуб. Значи, во минатото државата ги стимулирала клубовите за да може да произведуваат кадар, како се пилоти, така и падобранци, за да може да има кадар за подоцна да ги користат во професионалните, дали во војска, дали во полиција, дали во летање на тогашната јат компанија. Во моментов... Ај сега како сега се финансирате, спомна порано. Дека рече ве субвенционирале или ве финансирале директно? Во моментов сме оставени сами. Значи, само финансирање. Пред многу години направивме и еден дел во аероклубот кој се занимава со комерцијална дејност, затоа што законот тоа го наложуваше. И парите што ги заработуваме од таа комерцијална дејност ги користиме за одржување на аеродромот Стенковец и за купување нови авиони, нови падобрани и така натаму, за да може ова сега скапа дејност да може да се одржува и да може да биде попристапна до луѓето. Тоа се пари од донации или? Не, тоа се пари од, например, прскање со комарци, за комарци, например... Чекај, те касаат ли комарци? Многу ме касаат комарци, ама тоа, да речеме, е нормален процес на кога си покрај водење. Да, вака како, дај да не речам лаик, меѓутоа гледајќи ги постовите, гледајќи што работите, вие бевте тие кои изминативе години прскавте против комарци. Јас знам дека тоа е дејност или во надлежност на град Скопје. Меѓутоа годинава како да доцни целиот процес. Имаше многу жалби и поплаки по социјалните мрежи дека е задоцнето, па дури ја помислив, добро, Јане, работи ли нешто, прават ли, прскаат ли? И Јане и аероклубот ќе работат само тогаш кога ќе добијат налог од градот, бидејќи во градот има стручни лица, цела служба која го прати развојот на комарците, тоест значи ларбата во која состојба е, колку комарци има. Тоа се служби на градот што го пратат. Да, значи тие биолози, тие одлучуваат кога е најсоодветно да се направи прскањето, затоа што за да биде успешно прскањето треба влажноста на воздухот да биде како што треба, да нема ветер за да го однесе тоа што се прска. Инаку времето кога да се прска задолжени се службите во градот. За тоа како ќе се направи прскањето и колку квалитетно ќе се направи прскањето, задолжени сме ние. Значи ние сме пипсот што би се рекло народно. И годинава започна пред 1 месец. Поточно прскање за ларви. Колку што се сеќам, предходните години се прскаше многу порано.
се прскаше токму заради ларвите за да не се развијат во комарци, па потоа уште еднаш, два пати, три пати, ти знаеш многу подобро дали било 3 пати или 4 пати. Меѓутоа годинава имаше многу жалби дека е задоснет процесот. Кој е виновен за тоа? Мислам дека има проблем во набавките на средствата и токму поради тоа, значи некои процедури во градот што требаше да бидат запазени и средството не дојде на време и не е дали е закаснето или не е закаснето не би знал да кажам затоа што не сум стручен за тоа да го кажам. Претходните години сме прскале месец дена покасно, тоа можам да го кажам, затоа што ги имам низ годиниве нели кога почнувано што е прскано. Меѓутоа секоја година е различна. Значи не е датата фиксна дека мора да почне во мај да се прска, затоа што се зависи од тоа колку влага има годината, каква била, дали сонце, дали ладно, дали и тоа се параметрите за тоа кога да се прска, сепак се кај градот. Значи, тие ги пратат, имат хватки за комарци, колку комарци на квадратен метар има да пресметуваат. Така да тие најубаво си знаат. Добро, како функционира тој систем? Градот вас ве ангажира или како оди? Градот нас не ангажира да го аплицираме средствата. Има договорени зони каде што треба да се испрска средствата и има на километар квадратен колку средства треба да се испрска. Кога ќе кажат, нели во 2 дена се спроведува прскањето, 3 авиони полетуваат, еднаш кај едниот дел од градот, вториот дел е другиот дел од градот. Во зависност од метеоусловите, на денот се одлучува, сабајлето се одлучува кој дел од градот е поадекватно да се прска. Што се однесува до ларвите, прскање за ларви, се прскаат водените површини и токму над водените површини. Значи, над Вардар, Смилковско, доле до Бадар, горе Кондово, значи се покриваат деловите каде што живеат ларвите и инаку не е само авионското прскање во комбинација со терестријално прскање, значи од земја и со третирање на водените површини од земја е таа борба против комарците, нели. Ние тоа што може да го потврдам, нели, е дека средството што се користи, бидејќи сум го држал во раце тоа средство е на Bayer и дека е најдоброто во својата имаше класа, многу ставање во авионот и во изминатите години за годинава и нема некои реакции за тоа бидејќи луѓето мислат дека немало прскање, дека се сомнежи дека се користат вистински средства со кои треба се, а ти тоа претпоставам го имаш одговорот. Одговорот е имав во раце, го држам шишето кое на него има налепница оригинал Bayer, тој жик каков е, значи не може тоа средство да биде лажирано, ставено е во авионот, испрскано е, тоа можам да го потврдам. Тоа средство што го користиме сега е еколошко средство. Зашо е еколошко? Затоа што ги убива таргетирано комарците, мувите и такви некои гадинки што не ги сакаме. Меѓутоа, ако сте забележале, последните 10 години се вратени светулките на Вардар. Порано кога ќе се поминеше со тоа средството со нафта што се меша, што горуваше и мали врапчиња умираа, не само комарци и муви. Сега дури за да и пчеларите немаат потреба да ги собираат, иако превентивно ги собираат пчелите, немаат потреба да ги собираат затоа што средство таргетира точно муви и комарци. Како функционира тоа? Функционира на принципот како омекшивач што функционира на блузата која имаш, па кога ќе ја мрднеш блузата, се ослободуваат едни микробабл, едни микромеурчиња во кое е средството. И ние го испрскуваме со авионот, има микронери на него и се прави во ситна капка која се распрскува. Позади се прави еден вртлок, позади авионот и се покрива еден дел каде што се наросува на различни површини. Таа капка, тој микробабл, ги повикува мувите и комарците само. Значи, нив им е интересен само на нив, за да го изедат, за да и ќе дојдат, ќе го изедат и ќе си умрат. Добро, значи, што се однесува до средството, ги расчисти сомнежите, дека тоа е тоа, дека е најефикасно, најдобро што може во свет да се користи. Да, да речеме дека е тоа така. Меѓутоа, оваа година сепак месец дена се доцни, има многу комарци. Има ли одговорност за тоа?
Не зборам дека аероклубот, вие добивате налог или одите на тендер или не знам како го добивате, ја добивате таа На работа. тендер ја добиваме работата. Так. А има и други заинтересирани на тендерот? Мислам дека оваа година немаше друг заинтересиран. Ако не се лажам, сега тој делот не го работам јас. Кому да се пожалат граѓаните сега? Еве На градот. ја лично на градот Скопје. Да, Значи- на градоначалничката да се пожалат. Значи да ги Видите, сликам, секогаш, да ги секогаш сликам и може, овие да, да. прес да ти покаже в убоди комарец кои се страшни да ги сликате убодите, јас ќе ги сликам моите убоди. и да се Верувате, пожалиме. знаеш, ние живееме во овој град. Ние сакаме тоа прскање да биде направено перфектно, затоа што и моите деца живеат тука, и јас живеам тука, сакам да нема комарци така. Сега каде да се жалиме? Градот тој ја носи одлуката за тоа кога да се прска. И сега причините не можам ја да навлегувам во причините дали се касни, зошто се касни и така натаму, затоа што да речеме тоа не е моја работа. Моја работа е да го испрскам тоа што може да потврдаме дека се перфектно испрскано, може има на пример додека го летаме прскањето, GPS-от внатре во авионот покажува точно по која линија е летано. И потоа се анализираат тие дали е се покриено како што треба. Има на мапа и тоа е податок кој не е таен, така да може да се види. Добро, да ги забораваме за момент комарците, веројатно на вечера пак Не ќе можам да ги потсетат. заборавам, ме чеша уште Вечера ќе не вчера што ме потсетат касна еден. Долго време си во овој, како да речам, спорт кој стана професија за тебе, или твоја љубов која ти стана професија, имало ли некакви опасни ситуации за време на твојата кариера? Мислиш како нешто да сум бил во при опасност летање или при летање? при скокање со падобран? Во животов немам повреда со скокање со падобран или со летање. Опасни ситуации имало, ситуации каде што побарувале повеќе вештини за да може да си го спасиш задникот. Меѓутоа не е тоа да речеме опасна ситуација. Како функционира авиацијава? Ние како луѓе не сме дизајнирани да летаме. Немаме крила, немаме ништо. Со нашиот интелект правиме како да летаме. Правилата кои се запишани во авиацијата се кажува дека се напишани со крв. Ги пишувале од браќата Рајт па наваму низ историјата, ги пишувале сите авиатичари што летале и падобранци што скокале и после секоја несреќа се воведува некоја процедура што превенира да се случи таква несреќа. Во моментов после тие 100 години процедурите се така совршени да немаме ние несреќи. Значи средствата со кои летаме се усовршени, системите за обука на луѓето се усовршени. Ова се има тенденција да стане што е можно се побезбеден и побезбеден спорт, нели, од минатото кога дали ќе се отвори или нема да се отвори падобранот, до сега да скокаат од мостови и падобранот секогаш им се отвара е голем пат. Добро, на почетокот кога те прашав, ја кажам, мисијата ви е произведувате и кадри, и пилоти, стручни кадри, колку над 100 години. Така, 101 година. Каков е денески интересот на младите? Има ли интерес да сака да учат да летаат со авион, да управуваат со авион или за падобранци? Да, интерес има голем за падобранство, за летање, за едрилици, за параглајдери. Аероклубот е комплетен во однос на сите воздухопловни спортови. Само балон немаме. Како функционира клубот? Значи, во клубот постојат секции. На секоја секција си има одговорено лице кое ја води секцијата. За падобранство сум одговорен јас. Јас правам се што е во моја моќ да има повеќе ученици, да луѓето научат, скокаат, да се забавуваат, да уживаат таму и да спортуваат. Значи спортот, падобранството ќе кажам е така направено да има надпревари, светски првенства, европски првенства и така натаму. Ние поради една голема пауза во надпреварување се уште спремаме репрезентација на Македонија за да може да скока, бидејќи тоа не е лесно. Тие што беа шампиони во минатото сега веќе имаат повеќе години и не можеме да ги пратиме да не представуваат, иако мислам дека ако ги пратиме ќе бидат исто добри. Меѓутоа генерирањето на новата генерација на спортисти иде по тешко затоа што се потребни многу финансиски средства за овој спорт. Не е како да речеме сега со респект спрема фудбалот, но не е да купиш топка и да клоцаш по ливадата, него потребно ти авион, падобрани, услови, сите што безбедности за да може да го направиш. Скап спорт, сега гледам и европското првенство
го следиме. И кога ќе почнат коментаторите да кажуваат малку на друга тема, но тоа е тоа, дека овој тим вреди, не знам, милиарда евра, а оној другиот вреди 5 милиарди. Демек споредуваат квалитет преку парите, на крај некојаш резултатот не испаѓа така, меѓутоа врвен спорт, де се добива со ефтини пари, па веројатно уште повеќе тоа при едриличарство или летање со авион или падобранство и што све друго тие секции ги имате. Моето размислување за врвниот спорт е дека стана премногу голем бизнис и дека веќе спортистите не се спортисти, него се правачи на пари, ќе ги наречеме. Дека веќе перформансите на човечкото тело се подигнати на повисоко ниво. Во било кој дел од врвниот спорт, ако сакаш да се занимаваш со таков спорт, дека е потребно допинзи, стероиди, да го постигнат тој супер човек за да може да истрча 100 метри за 9 секунди или помалце, да може да скокне подалеку, да може. И високиот спорт, да речеме, не интересира нас. Нас не интересира да се надпреваруваме со другите кои се, да речеме, на иста бранова должина, дека падобранците или летачите, едриличари или кој да е, го прават тоа од љубов и ние не ги плаќаме нашите спортисти. Значи, тие не добиваат плата за да бидат спортисти на клубовите, него тие го прават, тие поише пари трошат за да може да отидат на надпревар, отколку што нив им е платено, така да ние сме тој нискиот спорт кој сепак во основа е срце и душа. Да, значи чист ентузијазам. На некој начин, Јане, ти благодарам за разговорот. Тоа беше Јане Стефанов, председател на Аероклуб Скопје во подкастот Зошто. А вие, почитувани слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.